Парите денес не мируваат. Тие се движат, се множат, се вложуваат. Но кој знае навистина како функционира светот на инвестициите? Ами и господа, добродојдовте во втората епизода на Бизнес класа, копродукција на Diners Club International Македонија заедно со продукција 10. На оваа тема разговараме со еден млад господин кој што е прв човек на компанија која што управува со капитал од милиони евра. Петар Андреевски, ВФЛП, ВФП фондови, Фонд менеджмент Македонија, добре дојдовте. Добре најдов, Мишко. Како е да се управува со толку многу пари? Управувањето со пари е, Мишко, прво одговорност, а најнакрај е доверба која ни ја дале инвеститорите. Така да таа одговорност кон капиталот кој ни го довериле инвеститорите е визијата или мисијата која секојдневно не носат за да реализираме подобри резултати за нашите инвеститори. Андреевски, како станувате? Отварате компјутерот и одмак гледате берзи, гледате портфолио на вашата компанија, гледате цифри, милиони. Што правите прво кога станувате? Пред да влезам во оваа индустрија, Мишко, некако и јас замислував дека така почнува утрото на фонд менаџерите или луѓето кои управуваат компании, кои управуваат големи средства под управување. Меѓутоа, кога сте веќе подолго во индустријата, знаете дека клучна одлука за да вложувате во одредени компании се нивните фундаменти, така да кога вложувате на фундаментална основа, кога вложувате во квалитетни компании, кога вложувате во квалитетни обврзници, не мора да се разбудите наутро и веднаш да ги погледнете берзите. Меѓутоа, тоа е дел од нашата професија, така да без исклучок секој кој е во оваа индустрија неколку пати во текот на денот знаеме да ги погледнеме резултатите на светските берзи. Сега ние кои што сме на мобилните телефони со многу помали суми, па постојано ги проверуваме сметките. Да не некој нешто пуштил или земал од нашите пари. Па не па вие кои што работите со стварно голем капитал, со какав капитал работи? ВФЛП фондови. ВФЛП фонд менеджмент прво како дел од групацијата ВФЛП Австрија, Груп Австрија, прв пат во управување со средства влезе на македонскиот пазар пред 11 години со формирањето на ВФП фонд менеджмент АД Скопје. По постигнувањето на исклучителни резултати на македонскиот пазар, нашата компанија влезе во еден следен процес на отварање и ќерки фирми во регионот, па последната и во Европската унија. Во Македонија управуваме некаде грубо околу 240 милиони евра, меѓутоа вкупно нашата групација управува веќе повеќе од 320 милиони евра. Така да компанијата ВФП фонд менеджмент заедно со својот тим и со сите своји ќерки компании, каде што исто така имаме вработени портфолио менаџери, управуваме повеќе од 300 милиони евра во три класи на вложувања, акции, обврзници и депозити во банки. Тоа значи вие сте извозна фирма. На некој начин. Точно, една од ретките финансиски институции кои прави извоз на услуги, односно во принцип досега Македонија е позната по тоа дека за финансискиот дел или финансискиот сектор во принцип правиме увоз на услуги или големите брендови во бизнисот со осигурување, банкарство и така натаму се присутни на македонскиот пазар. Сега имаме еден обратен тренд, створивме една компанија во Македонија со одредени знаења претходно од нашата група од Австрија, меѓутоа добивме доверба од групацијата сега македонскиот тим, македонската компанија да прави извоз на таа финансиска услуга, односно да ние во регионот пренесеме знаење за квалитетно управување на средства и квалитетно давање на услуга за нашите инвеститори. Не ве плаши ли одговорност? 240 милиони евра. Океј, ние по светот зборуваме и за милиарди веќе. Не ве плаши ли одговорност од 240 милиони евра, пари на граѓани, кои што ви ги доверили и сега треба да ги управувате? Одговорноста не е секогаш врзана со стравот. Одговорноста е врзана со посветеноста и квалитетот на тимот кој управува со вашите средства. Не сум исплашен од начинот на кој ги управуваме средствата, бидејќи имаме навистина исклучително квалитетен тим на млади професионалци, кои веќе се повеќе од 5 години заедно со нас. И кога имате еден така професионален тим, кој ги поседува сите најаки лиценци во светот за управување со средства, патем имаме двајца портфолио менаџери со америчката, најпознатата лиценца за управување со средства, CFA, имаме колешка која има ФРМ лиценца за управување со ризици, најтешката лиценца во светот за управување со ризици, имаме 6 колеги кои имаат
лиценца од Комисијата за хартија од вредност во Република Македонија, така да кога имате тим на професионалци, кога ги имате правите алатки, користиме познати информацијски системи, како што е Refinitiv, ZEX и така натаму, за да правиме добра анализа за компаниите каде што вложуваме и обврзниците, тогаш таа одговорност ја чувствувате, меѓутоа пред се сте фокусирани на резултатот кој ќе го испорачате за вашите инвеститори. Како рековте? Refinitiv е новото име на Thomson Reuters. Да, Thomson Reuters. Порано постојат два информацијски системи во светот каде што можете да ги добиете сите параметри за да одлучите во која компанија да го пласирате капиталот. Најпознат е Bloomberg и Thomson Reuters, старото име на Refinitiv. Без тие два информацијски системи, портфолио менаџерите не би ги имале на доволен начин синхронизирани сите информации за квалитетно на управување со средствата. Ние поседуваме еден од тие информацијски системи за да може да дојдеме до правата одлука која е компанијата каде што денес, вчера, после еден месец треба да ги пласираме средствата на нашите инвеститори. Дополнително би рекол, кога се работи за одговорноста, треба правилно и да се презентира продуктот, доколку на правилен начин го представите самиот продукт, во моментот кога инвеститорот инвестира, значи не потоа, откако ќе се случи некој пат или ќе се случи некоја криза, ако на правилен начин му презентирате дека постои потенцијален ризик од волатилност на пазарите на капитал и му ги презентирате сите останати ризици на прав начин, нормално на другата страна му го презентирате и потенцијалниот принос и му ги димензионирате очекувањата соодветно на потенцијалот на пазарот, уште повеќе најдете начини како да му направите одредена стратегија како да ги хеджира или на македонски да ги заштити уште повеќе своите средства. Пример, со долгорочно вложување, во акции не се препорачува вложување на краток временски период или уште повеќе доколку му предложите да вложува континуирано на месечно ниво, се случува еден на англиски cost average ефект, односно упросечување на средствата кога инвеститорот вложува континуирано. И ако сите овие параметри ги дискутирате со вашиот инвеститор на самиот старт, тогаш онаа одговорност која чувствувате постои, меѓутоа клиентот знае што купил, ако го знае каков продукт поседува и ги знае ризиците, тогаш е известно дека на крај резултатот за него ќе биде она што од самиот старт сме го очекувале. Овие вработени кои што ги споменавте, кои што ги имаат најсилните сертификати, колку години се? Повеќето од нив се вработија кај нас уште од студентските денови, односно 4-та година на факултет. Пробавме да ги добиеме младите математичари од природно-математичкиот факултет во 4-та година, уште пред 8 години, 9 години, кога примивме првата колешка од природно-математички факултет, веќе имам уште 2 колешки од природно-математички факултет. Пробавме да добиеме неколку колеги од економскиот факултет на смерот финансии, претходно финансиски инструменти, мислам дека се викаше смерот. Со овие колеги успеавме да изградиме навистина одличен тим кој денеска не само во делот на квалитетно управување со средства, меѓутоа и квалитетно управување на ќерките компании успеваме да испорачаме навистина добри резултати. Знаете зашто прашувам? Бидејќи тоа се релативно млади луѓе, вие 11 години ако постоите, ако сте ги земеле од факултет, тие отприлика имаат сега негде, претпоставам сега карикирам 35-6 години. Не се ни 40, така да, тука некаде. Така е. Не се плашите дека може да ви избегат? Видете, се отварате една навистина тема која е секојдневно некако во кулуарите на македонските. Драго што останале луѓе овде и веројатно се добро мотивирани за да останат тука. Ова е тема која секојдневно ја општиме во кулуарите, во менаџерските кулуари во Скопје и во Македонија и мислам дека некаде е на пола вистината, односно не ја застапувам цврсто тезата дека нема доволно кадар во Македонија или дека кадарот во Македонија е значајно послаб од кадарот во регионот или во некои други држави, или дека автоматски нашиот кадар сака да излезе од нашата држава. Напротив, сметам дека ние како менаџери сносиме одредена одговорност, не само во финансискиот дел и наградите во финансискиот дел, секако и тие се важни, да не речам се секојаш на некој начин на првото место по важност дали еден вработен е задоволен, меѓутоа
модерниот начин на менеджмент, на водење на луѓето, вклучување на истите во носењето на одлуки, вклучување на вашиот тим во севкупниот стратешки развој на компанијата, сметам дека носи еден момент на ownership над самото управување на компанијата и тој стил на менеджмент носи прво квалитет, второ ги задржува луѓето, а уште поважно ги расте луѓето. Бидејќи ако вие вложувате во нивниот развој, нивниот раст, тогаш можете после одреден период да очекувате и резултат. Мислам дека ние менаџерите треба уште повеќе да се фокусираме на развојот на луѓето кои се во нашата компанија. Не може да очекуваме сами да се развиваат без наше инволвирање во нивниот развој. Задоволни се? Претпоставувам штом се во компанијата сигурно се задоволни. Ние имаме исклучително мал број на outflows, односно мал број на луѓе кои ја напуштаат нашата компанија и меѓутоа за вистинското задоволство веројатно во некоја следна емисија ќе треба да поканите дел од луѓето кои се во мојот тим и да видите дали се задоволни. Ние како затоа што потенцирате како тимот и сакам да прашам дали успехот на една компанија е да таа функционира како еден вид семејство. За друг тип на компании не би можел да кажам, меѓутоа нашата компанија е people driven бизнис или индустрија. Индустрија која исклучиво се заснова на луѓе на македонски. И во една таква индустрија каде што вашите инвеститори ви даваат доверба токму ради квалитетот на тимот кој го имате, квалитетот на луѓето кои се во продажба директно привлекува квалитет на инвеститори, тогаш треба сериозно да се грижите за вашите луѓе и мислам дека е клjuč за успехот, па еве на еден начин да бидеме семејство и да најдеме начин како во секој момент на секој човек во тимот да му се помогне доколку е потребно да се помогне или да му се овозможи развој уште поважно доколку има потенцијал за истото. Со колку години влегувате во овој бизнис? Јас во нашата групација влегов како продавач на осигурување на само 19 години и првиот дел од мојата кариера беше само во продажба на осигурување, бидејќи нашата група... Тоа е првата заработувачка ви е тоа? Првата заработувачка, 77 евра ми беше првата заработувачка, да, првиот месец. Август 2014 се приклучив на нашата групација, тоа беше првата заработка за тој август. Меѓутоа, првите 10 години бев вклучен во кор бизнисот на групацијата, брокерство во осигурување. До ден денес нашата брокерска куќа ВФОП АД Скопје е најголемото осигурително брокерско друштво на македонскиот пазар. Меѓутоа, заедно со менеджментот од град се одлучивме во 2014 година да влеземе во бизнисот со инвестициски фондови, каде што практично на 29 години ја превзема функцијата главен извршен директор и обврската да од една компанија со 150.000 евра основачки капитал, 3 компјутери, тројца вработени во самиот старт. Денеска имаме компанија која управува многу средства, има преку 12.000 инвеститори, имаме многу млади луѓе кои ни дадоа доверба да работат заедно со нас. Отворивме многу ќерки компании, купивме зграда во центар на Скопје, направивме една навистина институција која денеска е бренд и денеска е препознатлив символ за квалитет на управување со средства. Па да затвориме емисија. Благодарам. Па не, ова е еден... Да. На 29 години да започнеш ваков бизнис, да имаш јасна визија, и при тоа да не... Се ова не го говорите ви, ја го говорам, да сигурно има уште дузина луѓе како вас, некои го наоѓаат патот тука, некои не сакаат ниту јавно да се промовираат, некои напуштаат од тука. Мислам дека системот наш малку треба да поработи на ние го постојано говориме систем, меѓутоа мислам дека ако вие со 29 години сте тргнале да го правите ова со 2 компјутери и со тројца вработени, стигнувате денес, прво почнувате со 77 евра, па потоа доаѓате на челна позиција, за 11 години да дојдете до позиција да управувате со капитал од преку 300 милиони евра. Тоа е навистина за поздравување. Не знам зашто ваквите кадри не се користат и не ги користи држава, но не и се тоа е друга тема. Јас не сакам за тоа да говорим, бидејќи ќе влеземе во некој политички момент, но секој е честен. 29 години да ми кажете дека ќе бидеш, сега да ми речеш,
Тој да знаеш, се подзамисли малку или? Знаеш, пак е 20 или тој е 29 години, сега малку младост, амбициозност, но сепак е сериозна работа. Еден голем успех никогаш не се заснова на еден човек или на мал број на луѓе. Но одговорноста е носите вие. Одговорноста е превзема во тој момент. Имаше еден голем ентузијазам кај мене и одреден продажен тим во Македонија до тој момент створен кој навистина ветуваше дека имаме капацитет. Од друга страна добивме мудроста од Грац, имаме шеф кој 40 години е на светските берзи, управувал сериозен бизнис, изградил сериозна групација. Така да заедно со неговата мудрост, одредени препораки, нашиот ентузијазам, квалитетот на продажниот тим, квалитетот на луѓето кои ги добивме подоцна, навистина може да се постигне успехи во Македонија и се согласувам со вас, треба малку повеќе да ги промовираме, не од аспект да се пофалиме. Не, успешни бизнис приказни. Повеќе од аспект дека може да се успее и тука, дома, може и од Македонија да се води интернационален бизнис, имаме керка фирма во Европска унија, продаваме инвестициски фондови со наше управување на средства во Австрија. Рамо до рамо сме со најголемите инвестициски фондови на листата на Unit Link за Винер Штедише на австрискиот пазар, покрај имињата на BlackRock, Franklin Templeton, Erste, Raiffeisen, значи Amundi, глобални играчи кои значат многу во светот. Ние добивме доверба ради нашиот професионализам, кој да дојде од Австрија во тие групацијски состаноци, навистина гледаат знаење кај нас, во нашиот тим и заради тоа знаење добиваме и одредена доверба која на самиот старт морам да признавам не ја ни сонувавме, не ја ни таргетиравме, повеќе беше да ги описмениме македонците им да им даваме шанса да вложуваат на светските берзи. Да, тоа ми е следно прашање, бидејќи ние постојано каскаме во целиот тој период, но во секој случај фактот останува дека со 29 години влегувате во еден сериозен бизнис, кога влегувавте во бизнисот, 11 години подоцна. Имавте таргети поставено? Како ги поставувате кај вас таргетиве? Пред да го објаснам што вие како работите. Ставате таргет за 5 години, за 10 години да привлечеме повеќе клиенти. Како ги воспоставувате таргетот дека за 11 години ние ќе стигнеме до компанија која што ќе извезува финансиски услуги? Ако се изразам со фудбалски речник, Мишко, секогаш пробувавме да играме една лига повисоко од тоа што заслужува нашата форма во тој момент. Една лига, во бизнисот не треба да претерате, не смее 2-3 лиги да отидете погоре, зашто може да седите на клупа, а ако играте една лига погоре и ако се обидете да бидете мотивиран кога ќе излезете на терен, можно е тренерот да го види тој ентузијазам и да ви дава шанса да играте и да добиете минутажа. Ние почнавме прво со акциски и паричен фонд. Денес сте во првиот состав? Денес првиот... Не сте на клупа, така? Денеска веќе играме во... Може би не Champion League, ама во Премиер лига, во нашата индустрија, бидејќи Европската унија, да имате прво друштво во Европска унија, најрегулираниот пазар во светот, број 1, број 2, да бидете на еден од најконкурентните пазари во светот, Австрија, каде што сите светски играчи пробуваат да најдат место под сонцето, 13-та најбогата држава во светот, 470 милиарди евра депозити, така да се работи за голем потенцијал на тој пазар, кои многу големи играчи сакаат да го земат и веќе успешно да пробувате и да доаѓате до некои 600 клиенти месечно за првата година. Тоа значи за нас дека сме си ја завршиле домашната работа, сме победиле на некој начин или победуваме на домашен терен, меѓутоа еве пробуваме и во гости терен. И на гости да добиеме некоја. Дрески, во вашата глава само бројки вртат или? Повеќе луѓе вртат. Мислам дека повеќе луѓе вртат, никогаш не размислувам за бројките, никогаш не сум фокусиран на профитот, приходот овој квартал, се разбира во секој бизнис мора да имаме и таргети за бројки и конкретни информации каде се наоѓа компанијата, меѓутоа мислам дека луѓето ја ствараат. Единствено што во текот на денот го помислувам каде се нашите луѓе, дали се задоволни, дали имаме простор да добиеме нови луѓе, посебно во селс, дали можеме да отидеме... Сел се продажба, така? Сел се продажба, така, извинете. Не, нема проблем. Да, тој речник е... Тој речник го користиме, за жал, присвоен од англискиот јазик. Да најдеме начин да бидеме поблиску со нив, да се дружиме со нив. Вчера се вратив од ифтарска вечер во Тетово, имам одличен тим.
во Тетово на колеги, имаме одличен тим во многу градови во Македонија, да не речам еден или два града едино не ни се со доволен број на инвестициски агенти застапени, така да имаме квалитетен тим и во принцип само луѓе ми се вртат во главата кога се работи за бизнис. И сега, малку македонското мора да излезе. А вие сте школуван овде, така? Во Македонија? Да, завршив електротехнички факултет, информатика Леле, и компјутерско инженерство. Ја мислев Да. економија. Економски немам завршено. Аха, а Затоа потоа се одевте во странство? Дошколувавте или? не, после завршувањето почна веднаш да работам, односно уште од првата година на факултет паралелно работев во нашата групација, би требаше финансирање и паралелно студирав, успешно го завршив електротехничкиот факултет, кога го завршив веќе бев на ниво преддиректорска позиција во селс, така да некако остана во оваа индустрија. А нешто што сум завршил во странство е Kellogg School of Management, ја добив стипендијата на Мајк Зафировски и на Македонија 2025, пред 3 години бев на Executive Development програма на Northwestern University во Чикаго 3 недели, каде што бевме на четворица од Македонија. Колку скромно го кажавте. Да. Не ви рекол останете овде? Има непристојни понуди. Да, Обично странците од тие помокните држави не пропуштаат кадри вакви. мислам дека и тие, за да ви дадат понуда, треба да насетат намигнување од ваша страна. Ние отидовме таму да добиеме знаење, кој планиравме тука да го примениме. Мислам дека и визијата на Мајк Зафировски е во принцип да едуцира менаџери од Македонија кои тука ќе донесат знаење, ќе донесат нови вредности, нови начини на функционирање и едно лидерство кое веројатно ќе створи бизниси кои ќе плаќаат повеќе даноци за Македонија, ќе даваат добри плати за вработените, ќе задржат многу македонци. Ние немаме ни еден вработен од нашата компанија која се иселил во странство. Значи, навистина имаме економска вредност за прво за самата компанија, меѓутоа економска вредност и за државата. Не политички. Конечно, ви разбирали вас државата? Мислам дека досега сме имале одличен контакт со државата. Значи, Во не делот... говорам во ваква влада, таква влада. Да. Дали ви разбираш што правите? Секако дека не разбира. Институциите кои се надлежни за работа со нашите компании, ние практично сме единствената компанија во Македонија која со сите 3 регулатори има однос. Брокерското друштво, Агенција за супервизија на осигурување, Друштвото за управување со инвестициски фондови со Комисијата за хартија од вредност, имаме и пензиско друштво кое е под надлежност на МАПАС, третиот регулатор. Ваше пензиско друштво? Да, наше 100% собственост, ВФОП пензиско, да. четврто пензиско друштво на македонскиот пазар. Сите овие регулатори имаат професионален однос, имаат сериозно капацитетен кадар и на вистина ни дава на некој начин институционална поддршка за да дојдеме до овие резултати, се разбира со сите ограничувања кои законот ги пропишува и е нивна надлежност да контролираат. И нормално ако не контролираат нас како најголемо брокерско друштво или најголемо друштво за управување. Најголемо брокерско друштво? Најголемо брокерско друштво за осигурување и фондот? најголемо друштво за управување со инвестициски фондови во Македонија по средства под управување. Еве рака. Благодарам, Мишко. Одговарате пред Комисија за хартија од вредност, така? Во делот на инвестициските фондови. Тие се ваша одговорност и вака кога некој ќе види млад човек во Македонија, ние ако се обидуваме да ги описменуваме луѓето, сепак ние сме помалку финансиски неписмени. Сепак има луѓе кои што колку знаете сега како менаџер да увидите човек кој што е неискрен до вас. Си го прави филмот во смисла, овој прави 250 милиони евра, 300 милиони евра, дај да идеме. Знаеш, кај нас малку се одни извона друга призма. Колку успевате да ги тргате луѓе во кои што до вас би се залепиле за одредена материјална корист? Сигурно го има и тоа. Тоа го има и во светот, само таму е пософистицирано. Ние сме гледали филмови како е што е. Во овие институции кои се, да речам, со долга историја и кои се надлежни за нас и со кои ние имаме искуство, прво се работи за исклучително квалитетни кадри кои се интелектуално капацитетни, а понатаму се е, Мишко, диалог. Стварањето на поголема индустрија е наш интерес, меѓутоа и на комисијата интерес. Тоа значи дека државата створила една индустрија плюс од која државата наплатува. Не, но вие сте нормален човек. Излегувате ќе пиете кафе. Некој ќе рече, ово е тој, па ќе
ќе дојде па ќе почне муавет. Можете ли да препознаете некој кога е неискрен? Може да препознаете дека можеби некој не е искрен, меѓутоа и неискрените мислам дека чекаат повторно некое намигнување од ваша страна за да влезат во некоја таква тема. Ако вие имате одреден гард, ако имате одредена стеза со која веќе се застапувате, тогаш мислам дека Тешко. и се задржува на професионална комуникација и во тој дел се придонесува на самиот развој. Андреевски, ваша конкуренција се банките или? Наша конкуренција во принцип се депозитите во македонските банки. Дефинитивно. Да упростам зашто прашувам. Зашто јас да чувам пари во банка? Така, бидејќи ние сме генерално голем дел, честни исклучоци, значајне веќе делот, меѓутоа околу она релативно постара генерација финансиски не се толку упатени, да не потребам погруб збор, ние се уште имаме луѓе кои што ги чуваат парите дома. Па за да не се случи кражба, па ги стават парите во банка, подобро нека си седат во банка и сега ти во банка ако оставите да ви лежат една година, добивате некоја смешна сума, не знам, ги давам парите јас сега тамо, карикирам и на крај на година ќе добиете 200 денари. Така. И сега доаѓа одеднаш тимот на Петар Андреевски и ми вели, дај парите вложите и кај нас, ние ќе ги играме на берза, ќе ги работиме и вие за една година може да земете, не знам, ако сте вложили 1000 евра, може да земете 2000 евра. Карикирам сега. Да. Од тој аспект, дали сте конкурентни, дали веќе почнувате да ги нервирате банките кои што имаат таа комоција, вие сте практично како штедилница, како да кажам, доаѓаме, штедиме, но играте со нашите пари. Неколку теми отворивте, Мишко. Прво, би сакал да кажам дека кога го отворивме друштвото, финансиската писменост беше навистина на многу пониско ниво. Денеска можам да заклучам дека македонскиот граѓанин не е толку финансиски неписмен како што се предпоставува. Станува веќе свесен, нешто дека се случува. Станува дека се нешто свесен. Прво имаше една ситуација кога беа ниски каматните стапки, а не постоеше инфлација. Па тој чувајќи ги парите на сметка во банка, не губеше пари. Меѓутоа сега дојдовме во ситуација каде што 4 години поред имаме висока инфлација, а каматните стапки на депозитите во банките се значајно под инфлацијата. Така да и самиот термин инфлација можеби не им беше доволно јасен до пред 7-8 години на македонските граѓани, меѓутоа денесите како им е јасен. Па ви, кога ќе влезат во маркет. денари тогаш и денес не вредат исто. Така е. Така теоретски го знаевме, ама сега конкретно знаеме колку беше квадратот пред 3 години, колку е денес. Колку беше некој производ во маркетите пред 3-4 години, колку е денес. Колку беше кафето во ресторан или кафич, колку е денес. Так. И вие ако во меѓувреме средствата сте ги оставиле на принос кој е под инфлацијата, вие не сте заработиле, него вие губите на годишно ниво разликата помеѓу инфлацијата и вашиот принос. Така да тоа почнаа да го разбираат граѓаните и почнаа да на тимот на ВФОП фонд менеджмент да му даваат се поголема доверба. Банките не се нервираат, бидејќи и банките се во овој бизнис или дел од банките. Добро, и сега секаде во почнуваат. светот. Да, Сега почнуваат и тие со фондови. да, дополнително секаде и во светот банките се едни од управувачите со средства. Ние сме независен управувач со средства кој нема позади себе банка. Добро, извини, вака што ќе се вмешам сега, но знаете, се појавува Петар Андреевски, карикирам, или ВФП фондови и одеднаш зима одредена сума на пари која што е вложил и сега тоа се осеќа кај банките, така не одат тие нагло да си ги влечат луѓето пари, но секој ќе си вели па зашто па ја да ги штедам тука за на крај да добијам 10 денари, кога можам да ги вложам. Петар ме убеди дека можам да ги вложам, дека тој игра на сигурно, ми кажува што е ризично, што не е ризично и од тој аспект сигурно дека и не сте баш многу омилени во наводници кај банките, во најмала рака ги натеравте и тие да почнат во тој дел од бизнисот, така и ги почнуваат со фондови, барем 2 големи банки знам кои што почнуваат. Така е. Дефинитивно има простор за сите на секој пазар. Ако ги анализирате пазарите кои се поразвиени, кои имаат долга традиција на управувачи со средства, односно друштва за управување со инвестициски фондови, ќе видите дека успешно работат на тие пазари и банките и инвестициските фондови и некако не се во така негативната смисла на зборот конкуренција, напротив, некако колерираат тие два бизниси. Постојат штедачи кои сепак ќе си ја задржат штедната депозитна база во банките ради X причини.
на другата страна ќе постојат управувачи со средства кои ќе пробаат да добијат дел од тој колач. Да не забораваме дека македонските граѓани веќе значајно повеќе заработуваат последните години. Депозитната база и покрај нашето постоење значајно расте на годишно ниво, така да мислам дека со тој економски развој на државата на долг временски период има место под сонцето и за управувачите со средства, друштвата за управување со инвестициски фондови и на другата страна за банките да го развиваат своето портфолио и на кредитирање и на депозитна база. Сега да го спуштиме нивото. Малку да го спуштиме нивото за да се доближиме до обичните луѓе. Ова во фондови не внесуваат пари само богатите, така? Апсолутно не. Може било кој што има заштита да дојде. Сигурноста и довербата која што се гради тешко, треба да ја држиш на одредено ниво. Лесно ли е веќе сега да придобивате клиенти, например? Затоа што, знаете, ова беше еден мит дека треба да имаш илјадници евра за да ги вложуваш, но веќе излегува дека можеш да имаш и 500.000 евра, па стави си ги во фонд. Што добивам јас? Ако се навратам како настанале инвестициските фондови, Мишко, тие уствари настанале за да им се даде на просечните заработувачи еднаква шанса за заработка со богатите инвеститори. Пред 200 години на берза се јавувале само богатите инвеститори. Зошто? Затоа што немале тие што заработувале помали износи, можност да си дозволат аналитичари, ревизори и така натаму да изберат најсоодветната хартија да ја имаат во своето портфолио и на тој начин настанале инвестициските фондови, каде што колективно собирале средства од помали инвеститори за да целиот фонд самиот засебно биде доволно голем да може да настапи на берзата и да има сличен квалитет на управување или ист квалитет на управување со средствата како што имаат богатите фамилии пред 100 или 150 години. Сега колку минимум можам јас да внесам, да вложам? И што добивам јас од тоа? Во банка знам што вложувам и велат толку ти е на крај на година ќе добиеш толку пари, меѓувреме таа година не смееш да ги вадиш парите. Колку минимум можам да вложам? Значи, минималниот износ во нашите фондови е 1000 денари. Значи, навистина, минимумот е достапен за секој еден потенцијал. Да дам 1000 денари да вложам. Може да уплатите 1000 денари или трае налог секој месец 1000 денари да си уплатувате од својата сметка во банка во нашиот инвестициски фонд. Сега што добивате? Прво има различни типови инвестициски фондови, меѓутоа некако нашето друштво е препознатливо по тие акциски инвестициски фондови, еквити делот го промовиравме пред македонските граѓани или косопственоста во големите светски компании, каде што инвестираме со нашите фондови, зборуваме за Microsoft, Apple, Amazon, ASML, Novo Nordisk, Mercedes, BMW, зборуваме за најголемите компании. Сигурно. Да, со големи компании. Сигурно не е препорачлив збор, играме на известно или на докажани компании со врвен квалитет, добри менаџери. Тоа може да се случи кец во 2 или 2 во кец. Баш така. Меѓутоа, што во принцип може да очекуваат инвеститорите, многу едноставно, ќе ви кажам една многу едноставна формула. Во однос прво на инфлацијата, грубо за 16 години, доколку средствата не ги оплодувате на ниеден начин, или ги чувате на приближна камата на нула, вие за 16 години грубо историјата покажува дека губите 50% од нивната вредност. Тоа е некако половина губите за 16 години. А доколку вложувате во еден акцијски инвестициски фонд кој има инвестициска политика да вложува во глобални компании, грубо за 10 година можете да очекувате дека ќе имате дуплирање на вашиот износ. Или уште попрецизен да бидам, грубо во акцијски инвестициски фонд можете да очекувате 3 до 4% над инфлацијата грубо на годишно ниво, односно не само да ја задржувате вредноста на вашиот капитал, туку некаде 3 до 4% да профитирате над самата инфлација на долг временски период. Со една јасна напомена, вложувањето во акции или во акцијски инвестициски фондови секогаш е препорачливо на 10 плюс години. Тоа не значи дека инвеститорот пред време не може да ги повлече средствата или нема право на ликвидност, меѓутоа препораката е во акцијски инвестициски фондови да се вложува капитал кој
ви е долгорочно планиран за инвестиции, за пасивно инвестирање. Значи во акциски фонд не се вложува за 6 месеци, за година, 3, 4, се вложува за 10 плюс години, за да можете да дојдете до овие параметри. Бидејќи на поединечно годишно ниво може да се случат различни кризи, рецесии, волатилност на самата берза и вие ако ви требаат за пократок временски период да излезете потенцијално и во минус. Така да најважно е овие параметри да се знаат на самиот старт и да се вложува. Иначе кога сме кај сигурноста, едно важно прашање, ние инвестицијските фондови секаде во светот, не само во Македонија, парите на инвеститорите не ги чуваат во својот биланс или дел од својата сметка. Тоа не се во ваш сеф. Не се во наш сеф, тие се на една посебна сметка во така наречена депозитарна банка. Во Македонија има 4 банки кои имаат таа лиценца. На таа сметка имаме врзан подпис заедно со банката, а таа банка има своја субдепозитарна банка на глобално ниво, каде што практично се чуваат хартиите од вредност. И на некој начин инвеститорите не ја делат судбината за нивните пари со нашата компанија или со банката депозитарна во Македонија, туку иднината на нивниот капитал исклучиво зависи од развојот на бизнисите или на компаниите каде што ние сме ги пласирале средствата. Сакате да кажете дека парите кои што ги вложуваат и богаташите и секој обичен човек, тие не се на пример на сметка, туку не се на сметка или во трезор на ВФП, туку тие стојат сосема настрана. Така е. И тоа се пари со кои што вие со нив работите, така? Ние само управуваме со нив. Инвеститорот треба процени дали ние имаме доволно знаење да ги управуваме квалитетно и парите и ризиците на истите, а од друга страна тој не ја дели судбината со нашата компанија, бидејќи што и да се случи со нашата компанија, тој може да оди во депозитарната банка и да си ги повлече за еден ден парите. Значи не чека. Нема ризик за парите. За парите нема ризик од работењето на нашата компанија. Знаете што прашам, бидејќи ние сме нели навикнати малку низ историјата на така да не прелажуваат, па од тој аспект веројатно мора да се дообјасни дека се случувало разноразни работи во оваа наша држава и луѓето малку се плашат, па и во банки, во штедилници се малку се отвараме до душа повеќе. И убаво е ова што го кажавте. Ја не знам дека тие пари стојат настрана. Сум претпоставал дека оно што го вложувам дека е на сметка на ВФЛП и дека вие управувате или играте на берза со тие пари. Се обидувам да го упростам, да го симплифицирам малку функционирањето на фондовите. Извинете, тука само да појаснам. Парите се буквално во пример 3% од фондот во Apple и тие пари се во Apple. Инвеститорот, единствениот ризик кој го сноси е дали Apple и Тим Кук како CEO на Apple добро ќе развива компанијата или ќе се соочи со одредени предизвици во иднина со неговиот тим. Така да единствениот ризик кој го превземаат инвеститорите е како ќе се развиваат компаниите во кои ние сме одлучиле да го пласираме капиталот. И тоа веројатно работи посебен тим. Андрески, тоа е како на филмовите, што гледаме на берзи вака, па викаат, ги стеришат, па идат тука, вртат суми на пари. Да. Така функционира? На филмовите обично, затоа што гледаме стари филмови, е кога New York Stock Exchange има во живо тргување, тоа одамна е веќе исклучено. И тоа викање, она трескање, тропање, звонче и така натаму. Облажувалница малте не доаѓа. Тоа е завршена работа, не постои ни во Нью Йорк сега, нема такво нешто. Сега во моментот се тргува онлайн, постојат системи каде што дигитално се прават трансакциите. Бројот на трансакции е значајно поголем од тие времиња што сме ги гледале по филмовите. Меѓутоа дефинитивно се случуваат трансакции дигитално и на ист начин вие станувате конкретно собственик во таа хартија од вредност. И дури за нашите индивидуални инвеститори, тие може да додат на акционерски собранија на тие компании, да гласаат на тие собранија, значи буквално стануваат акционери во најголемите светски компании. Уште еден друг момент. Вложувам 50 евра. Можам да си ги изведам кога сакам? Да, вие секој ден ќе знаете точната вредност на вашите 50 евра. Ние секој ден ве известуваме дали пораснале или паднале тој ден вредноста на вашиот капитал, соодветно каде се пласирани. Тие 50 евра со самото вложување се распоредуваат во 150 компании. 3% во една компанија, 2% во друга, 0,5% во трета, 150 компании и во тие 150 компании на крајот на денот ние рачунаме како завршила цената на берза и точно дали според вкупната вредност на сите 150 компании каде што сме ги пласирале тие 50 евра, дали плюс дивидендата, ако дошла дивиденда некоја тој ден, дали пораснала, имаме специјален софтвер, дали пораснала до
четврта децимала ве известуваме колку ви е вредноста на вашиот капитал и вие во секој момент може да побарате откуп на истите и за еден ден да ги добиете назад. По Значи не е како 7 кај банките, така да чекам сега ја да ги давам на банка и една година не смеам да помислам, Да. освен ако не се договорам поинаку. Секој ден се достапни средствата и ги ја гледа, прво транспарентно ги пратите, а второ имате можност да ги повлечете. Меѓутоа секогаш пред да вложи некој инвеститор, ако се работи за акции, нашата препорака е да вложува 10 плюс години, ако се работи за обврзнички фондови, тогаш е 3 до 4 плюс години. А за оние инвеститори кои имаат пократок хоризонт на вложување или сакаат побрзо да си ги повлечат средствата, имаме специјални фондови, парични фондови, каде што ние даваме на некој начин ависта камата од во моментот грубо 2,5% и можат да ги повлечат за 5 дена и за 5 дена ќе добијат 2,5% годишна каматна стапка и да си ги земат парите на некој начин извесен е приносот, нема ризик или минимален е ризикот од волатилност. Интересен бизнис, во секој случај. Еве, што би му кажа на човек кој цел живот работи за пари, наместо парите да работат за него? Би му дал два совети. Едниот совет е малку повеќе да истражи на интернет и на сега имаме и ChatGPT, имаме и Google, да го истражи зборот за кој Ајнштајн вели дека е осмото светско чудо. А тоа тешко се преведува на македонски, на англиски е compounding или добивање принос на веќе остварениот ваш принос. Кога вие вложувате на краток временски период, дали ги оплодувате средствата со 4-7% на годишно ниво или 0,5%, на прва и на втора изгледа дека не е таква голема разликата. Меѓутоа, човековиот мозок, тоа Ајнштајн го вика, нема доволно интелигенција да може да замисли каква е разликата на вашиот капитал доколку ги оплодувате со средствата со 3 или 4% и доколку ги оплодувате со 7% на годишно ниво на 20 на години. Огромна е разликата која ќе ја имате на крајот на вашиот капитал. Така да првата работа би препорачал македонските граѓани и на секој инвеститор му препорачуваме да малку се позабави со темата компаундинг. А втората Како да го преведам компаундинг сега? Стручно се преведува сложена каматна стапка на македонски, меѓутоа не многу изгледа премногу каматна стапкова со приноси помисли допаѓаше. Меѓутоа тоа е на некој начин приносот кој е остварен оваа година, до година има и на тој принос кој ќе го добиете. Па на таа година веќе на некој начин вкаматување, односно принос на принос. Значи има добивка. Има добивка и таа добивка многу прави голема разлика доколку се вложува на долг временски период. Во однос на пасивното вложување или важноста на пасивното вложување, посебно би им кажал на тие што веќе биле одлични професионалци и заработиле одреден капитал, дека треба исто така сериозно да се бават со квалитетот на управувањето со својот. Пасивни? Пасивно е се што е надвор од вашиот кор бизнис. Значи, ако вие имате одреден бизнис, имате потребен капитал за да го водите тој бизнис. Ти си седиш, ти си работиш пари и во тој. не си ги допираш. А пасивно се што ќе земеш од тој основен бизнис и тргнеш на страна, значи не ти е потребно за твојот кор бизнис како да ги пласираш. Доколку тие средства или си професионалец, си доктор, си адвокат, си стоматолог или која и да е професија, заработуваш, ги тргаш средствата на страна. Ако тие средства не се така мали, може да се случи да квалитетот на управувањето на тие средства да биде многу поважен отколку квалитетот на работата или колку како напредувате во вашата основна дејност. Заради тоа што на долг временски период и како добриот принос знае да смени во вредноста на вашиот капитал. Така да тоа е некоја наша препорака да се обрати внимание и да почнат граѓаните да читаат, да учат за управувањето со средства. Немако да ги потикнеме луѓето. На граница е можеби прашањето со неетичност, меѓутоа има ли луѓе кои што имаат многу пари во Македонија, значи не говорам за оние врвни менаџери за кои што и Ујо па ги извадува бројките, има ли луѓе кои што се обични, вака седи со тебе, а не знаеш дека има толку многу пари и ги вложува во стотици милиони евра? Да, во Македонија постојат успешни примери, успешни компании, каде што сопствениците на тие компании, менаџерите на тие компании заработуваат исклучителни износи и за македонски и за светски размери. Нешто што мислам дека треба да биде борба
на нашата држава да створиме, тоа Дејвид Камерун го кажа кога стана премиер, дај да видиме колку милионери има во моментот во Велика Британија и реперот за успех на мојата влада ќе биде на крајот да видиме со колку плюс сме завршиле. Мислам дека во Македонија има такви луѓе, меѓутоа мислам дека нема доволно. И мислам дека треба да бидеме срекни доколку се створат што побогати луѓе во Македонија, кои ќе продолжат да инвестираат во нашата економија, ќе плаќаат даноци во Македонија, ќе вработуваат луѓе во Македонија и на некој начин ќе го оплодуваат тој нивен капитал. Така да има луѓе кои се скромни, кои не може да ги препознаете, ќе дојдат кај нас, почнуваат обично со помали износи за да ве проверат и после неколку месеци кога ќе го видат резултатот или години, знаат да се јават да кажат знаете што, јас почнав со 30-40 евра, видов дека сте професионални, меѓутоа имам и 3-4 милиони евра, би сакал да најдеме начин како да ги пласираме, имаме инвеститори кои имаат и над 10 милиони евра, така да инвестирано во нашите фондови, така да сакам да кажам дека постојат успешни луѓе во Македонија, не знам колку доволно се препознаени или ставени на пијанестал, сигурно дека ни треба што повеќе. Колкава е најголемата инвестиција од човек, бизнисмен кој што е анонимус? Износот е над, како доаѓа, со 7 цифрен износ во евра. 7 цифрен износ во евра, значи над 10 милиони евра. Се инвеститорите кои имаат најмногу средства во пласирано кај нас. И како реагираш кога ќе дојде сакам да вложам 10 милиони евра? Обично не почнуваат, како што ви кажа, веднаш од 10 милиони евра, почнуваат од некој помал износ, почнуваат да ја проверат вашата професионалност, вашето знаење. Треба да напредува и нивното знаење. А нема шанси да приметиш дека можно ли овој човек да има толку пари? Така? Некој од нив веќе знаете дека се успешни бизнисмени и ги знаете нивните биланси, ги знаете. Не говорам за успешните бизнисмени, ја говорам за луѓе кои што се анонимуси, сигурно има и такви кои што Да, постојат и такви луѓе кои успешно заработиле и веќе се повлекле, па не се доволно вака експонирани, да кажам, во јавноста. Така да ја добиваме довербата, нешто на што посебно работиме за да добиеме таква доверба, и мислам дека ни беше стратешка определба, е и во нивна едукација. Значи, ние, кога доаѓаат првиот пат, почнуваат со овие прашања со кои вие почнавте, која е сигурноста, која е стабилноста, што е кастоди банка, каде се чуваат средствата, како се анализираат компаниите. Мислам дека прво прашуваат кога можам да си ги извадам парите. Кога можам да си ги извадам парите, па пробуваат понекогаш, па ќе изведат, ќе видат дека се функционира, добиле дивиденди, и кога ќе веќе заедно стекнеме знаење и доверба едни во други, тогаш доаѓаат веројатно со поголеми износи, бидејќи гледаат дека заработуваат сериозен износ. Кажавме каде ги инвестирате парите, кога е најубаво да се купуваат акции? Дали во време на криза или во време на експанзија? Па не знам тоа како да го наречам, експанзија или кога се најубави времења. Ворен Бафет има многу добра реченица. Најдобро време да купите одличен бизнис на добра цена е секогаш. Значи, кога имате простор да купите добар бизнис на добра цена, не треба да штедите средства и треба да влезете. Но мораш да го истемпираш некогаш и периодот, да очекуваш да бидеш, останеш имун на разноразни шпекулации кои што ги слушаш. Знаете, едно време берзата беше практично спортска обложувалница во Македонија. Секој уплаќаше пари, купуваше акции, се слушаа разноразни шпекулации низ град, така па имавме ситуација кај што една акција ако чини 3000 денари, па некој ќе пушти му обед фирмата, ќе се продаде акцијата, одма стигнува до 40.000 денари, се не сакам, ова говорам пред 15 на години, и има луѓе кои што тогаш одели и купувале 3 акции, така, говорам за нормален човек, 3 акции кои што ќе ги купи за 2000 денари, ќе ги продаде потоа за 40.000, секако е во добивка. Значи, тука имаме две прашања. Едното е македонската берза беше во тој момент доста неликвидна и неефикасна, бидејќи прво малиот број на компании, а второ и малата ликвидност на истите на пазарот, и се случуваа сериозни дисторзии. Ние во принцип вложуваме на странските, глобалните берзи, каде што ликвидноста е голема и таквите лесни напумпувања со мал износ на пари не се возможни, односно прилично се, стручно се вика, ефикасни пазарите, односно се случува да
толку има на страната на побарувачка и на понуда продавачи и купувачи, што доаѓаме до реална цена на самите компании, или во моментот реална со сите информации вклучени во неа. Меѓутоа, нешто на што ние работиме не е на маркет тайминг, нешто што рековте да го погодите, тоа стручно се вика маркет тайминг, да го погодите правиот момент кога да влезете на берзата. Ние не работиме на тој начин со нашите инвеститори. Сметаме дека маркет тайминг е нешто што не само ние, никој на планетата Земја не знае да баш го добро погоди, бидејќи веројатно индивидуалци. Па веројатно постојат некои, така, меѓутоа ние не сме тие. По база на шпекулација. По база на шпекулација или имаат некоја информација, се блиску до Њујорк и ние сме далеко од Њујорк. Сте сериозна компанија која што пресметува и ризици се и не играте на тоа на. И ние нешто што работиме е инвеститорите да сватат дека 1% од својот имот кој го имаат, пример, имаат имот 100.000 евра да кажеме, Добре. дека ние работиме на тоа да се договориме во самиот старт кој е за него најприфатлив процент од неговиот имот да биде изложен на акции. И ако дојдеме дека тоа е 15%, затоа што е прилично конзервативен инвеститорот, почнуваме со 15%. Како ќе стекне искуства и во падови, и во растови, и во кризи, тогаш одиме на 17% изложеност. Подиме на 21% изложеност можеби на акции. Па ќе добиеме можеби дополнителна доверба 5% и на обврзници. Значи и стратешки го советуваме да биде изложен 21% од својот имот на акции и во криза и во експанзија. Бидејќи ако премногу чекаш кога е период на експанзија или кога е период на бум, може да продолжат да растат берзите и ти да го изгубиш тој потенцијален раст. Од друга страна, во криза ако па премногу чекаш, може и да не се случи брзо криза и да останеш повторно инвестиран само во некои сигурни инструменти. Затоа мислам дека е паметно да стратешки се определи кој процент од вашиот имот имате можност да бидете инвестирани во акции и тоа строго дисциплинирано да го држите, да направите инвестициски план каде што редовно со траен налог на месечно ниво ќе додавате средства и на долг временски период е известно дека таквата политика, не менување на политика повеќе акции, па повеќе обврзници, па депозити, па напред-назад, на крај на тој начин ќе остварите најсоодветен принос. Неколку близ прашања, бидејќи веќе влегуваме во финишот. Недвижности версус акции. Во Македонија стана тренд, а гледам и секаде, значи купување на станови и потоа продавање по висока цена. Сега цените се отидени веќе до плафон. Иако кога се договаравме за интервјуто ми кажавте едно неверојатно истражување до 86-та година па до 2024-та околу тоа како движат приносите. Да. Недвижнините се навистина добра класа за вложување. Меѓутоа постои одредена разлика сепак. Разликата е и недвижнините беа на некој начин алатка за заштита од инфлацијата на граѓаните. Тие препознаа, ја почувствуваа инфлацијата и брза веднаш да ги пласираат средствата, не знаејќи или немајќи доволно искуство за акции. Имајте во предвид, Мишко, дека нашата нација не е 100 години капитализам, па да имаат наследено од дедото акции, да знаат дека дедото добро поминал на берза. Ние сите сме наследиле некако недвижен имот и некако не сме поминале никој од нас лошо со тој недвижен имот, каде и да бил низ Македонија. Освен ако биле 4-5 браќа, па да не или може 4-5 браќа или некоја нива ефтена така. кај што не е плодно земјиштето, меѓутоа во принцип сме имале добро искуство и тоа пренесено добро искуство од претходните поколенија не терало да размислуваме про недвижнини. Недвижнини се добра работа, меѓутоа треба да се има во предвид дека треба да имате доволно голем износ за да купите една недвижнина, па треба да се има во предвид дека треба да се наоѓаат закупци, па треба да се има во предвид дека тоа ќе бара реновирање, се амортизира тој имот, па ќе треба да се има во предвид локацијата каде се купува, треба да имате одредено знаење за тоа, па треба да имате во предвид да го процените квалитетот на зградите. Не сум сигурен дека во Македонија сите згради се градат со квалитет кој после 50 години ќе зрачи повторно коректно. И ако ги земете сите овие работи, ако вложувате на берза или странска берза, вие знаете дека Apple е во овој момент прво пазарна цена и второ најдобриот квалитет на компанија кој може да се замисли. Кога велам Apple во преносно значење на сите компании кои се дел од нашето портфолио. А онаа анализа што ја спомнавте, токму заради тоа што немаме доволно искуство во Македонија, од 86-та до 2023-та реален принос недвижнините во Австрија имаат остварено 2,8%,
глобалните акции имаат просечно годишно над инфлацијата, значи реален принос 5,1, а златото има 1,5, реален принос над инфлацијата. Не. Така да Па нели златото многу на цената? Како веле, купувате последните злато? 2 години златото имаше голем раст, меѓутоа ако ја Златото под видите инфлација? не е под инфлација, Не, 1,5 над инфлација е под приносот на глобалните акции. Фондовите се 5,6, така ако да 5,1. 5,1 нето Па, глобални добро, компании, тоа е као голема. MSCI World. Интересен податок. Да. Уште 2 блиц прашања. Имам 10.000 евра. Каде треба да ги вложам? Доколку тие 10.000 евра не ви требаат 10 плюс години, јас би го предложил златното правило за вложување, 60% акцијски инвестицијски фонд, 40% обврзници. Тоа е едно правило за почеток за инвестирање, едно оптимално портфолио да имате прилично балансирано портфолио, а при тоа да ги учите двете класи за инвестирање и да остварите еден симпатичен принос над инфлацијата на 10 плюс години. Што значи 10 години? Дека 10 години, 10.000 евра, ако ми притребат во меѓувреме, не можам да ги изведам? Можете во секој момент да ги повлечете по пазарната цена. Меѓутоа, нашата препорака е да ги планирате 10 плюс години за да успеат акциите да го остварат тој просечен годишен принос, зашто не е линеарен приносот, може да се случи и минус на светските берзи. За да може да го надминете тој минус, некоја корона, некоја војна, некоја енергетска криза, за да можете да го надминете тој принос, ви е потребно 10 плюс години. Иначе има една златна формула, многу интересна е. Секогаш 72 делете го со годишниот принос и ќе видите за колку години ви се дуплираат парите. Значи, ако вие ги оплодувате годишно парите со 7,2 просечно годишно, 72 делено со 7,2 значи за 10 години ќе ви се дуплира приносот. А ако ги оплодувате средствата со 10% на годишно ниво, 72 делено со 10, за 7,2 години вие ќе имате дупло. Ако сте имале 10.000 евра, треба да имате за 7,2 години 20.000 евра, ако ги оплодувате со 10% принос. Така да на тој начин ќе имате представа што представува, како разликата во принос го менува вашиот капитал на подолг временски период. И ова интервју не може да помине без едно прашање, кое што сите, например, би го сакале. Може ли да се збогати човек во Македонија инвестирајќи во акции? Или во ВФБ фондови? Кај нас може да го оплодува многу квалитетно капиталот кој веќе го заработил во својата основна професија. Значи, би сакал да останеме прецизни дека за да вие се збогатите или заработите одреден капитал, вие треба да бидете професионалци во некоја област. Во онаа за која или сте учели, или сте се професионализирали, имате искуство. Станувајќи врвен професионалец во вашата област и паралелно, квалитетно управувајќи го имотот кој го заработувате во вашата професија, е рецепт за квалитетно оплодување на вашиот капитал и еве ако сакате понародно да успеете да се збогатите, иако богатството е релативен термин. Што значи богат човек? Така е. Сега тука има и духовното и психологија, но живееме во едни турбулентни времиња каде што имаме буквално многу социјала и каде што голем дел од луѓето прават грешки одејќи се тоа е друга тема, оди во обложувалница надевајќи се дека ќе добие сума на пари која што би го извлекла од, не знам, од одредени кредити. Може ли човек кој што е, како да кажем, или вака, например, кои се три грешки кои што ги правиме најчесто како граѓани, кои што македонците ги прават? Првата во прашање парите. Првата грешка или препорака моја би било да се специализираме во одредена област, да вложуваме во себе, да вложуваме во своето знаење, да се едуцираме, да бидеме во тек со динамиката на нашата професија. Ние мора да бидеме врвни во професионалци. Без тоа нема да ни помогнат многу инвестициските фондови, зашто нема да имаме што да вложиме. И на некој начин најмногу развивајќи ги своите вештини ќе се спасиме од потенцијален социјален проблем или да немаме доволно средства. Вториот дел е секогаш да размислуваме како ќе го оплодуваме тој капитал. Кога велам како ќе го оплодуваме, не давам препорака затоа што во Македонија некако е многу секси да бидеш портфолио менаџер и да ги управуваш своите пари на светските берзи и да бидеш
шеф на фудбалската репрезентација на Македонија и да даваш препораки. Мислам на тоа да отидеме, да бидеме спремни да слушнеме професионалец како правилно треба да ги управува средствата. И која е првата грешка што не треба да ја направиме? Никогаш да не правиме во инвестирањето, да не правиме маркет тајминг, кога ќе растат берзите да зголемуваме, а кога ќе паѓаат да се плашиме и да ги повлекуваме средствата. Тоа е најголемата грешка на почетниците на берза. Кога почнува да паѓаат, лоши се информациите на светските берзи, имајте во предвид дека тогаш има информации од типот пропаѓа капитализмот, луѓе се закупуваат во короната во Хайд парк, нема да излеземе од дома и така натаму. Во едни такви информации не треба да брзаме да си го продадеме портфолиото, треба да останеме дисциплинирани, да останеме инвестирани и што повеќе да бидеме изложени на еквити, на акции, бидејќи на крај капитализмот е заснуван на капиталот, а капиталот треба да правилно се управува. Добро. Задоволни сте од работењето? Задоволни сте, исполнети сте финансиски и материјално од ова што работите 11 години? Духовно, како сакате? Пред се сум исполнет затоа што сум обкружен со врвни професионалци, веќе мои драги пријатели, со кои секојдневно ги управуваме компаниите кои се во нашето портфолио. Ги управуваме портфолијата на нашите инвеститори, створивме многу пријатели од нашите инвеститори и посебно сме задоволни кога ќе добиеме една препорака од наш инвеститор, каде што не штеди зборови да каже дека тоа што ни е дал довербата да го управуваме неговиот капитал е една од најдобрите одлуки кои ги донел и навистина тоаш доаѓате до една сатисфакција дека во права компанија сте, со прав тим и на некој начин исполнувате вашата мисија за вашиот професионален ангажман. Еден човек кој што управува со толку многу пари, веројатно има момент кога треба да се опушти малку. На што Петар Андреевски не штеди пари? Не говорам од овие што се управуваат, туку од оно што вие го земате како плата или како менаџерски договор се едно. На што не штедиш пари? Што е оно што ве релаксира? Затоа прашав дали во главата само бројки ви се врата. Нешто што сум пасионирано заљубен од моите млади денови е спортот. Во првите 10 години од мојата кариера, сакајќи да бидам 100% фокусиран на истата, не наоѓав доволно време за спортски ангажман, иако во младите години бев професионален спортист. Што? Атлетичар. Атлетика тренирав додека живеев во Охрид и бев на сите државни надпревари и така натаму. Меѓутоа, фокусиран на бизнисот, првите 10 години немав доволно средства за спорт и немав доволно, мислев дека немам доволно време. Пасиониран сум за скијање, скијач. Првите 10 години немав 850 денари, беше пред Киниси кај Зегин на Партизанска, автобуска карта за скијање на Маврово и сендвич, напред-назад во еден ден. Често немав доволно средства за да отидам на еднодневно скијање до Маврово. Денес пробувам малку да најдам време да вратам и за тие денови тогаш кога не скијав, да најдам доволно време за скијање. Во лето играм тенис и сакам да бидам со мојата фамилија на патување. Тоа ми е некако место каде што кога се наоѓам надвор од бизнисот, го трошам моето слободно време. Добра поука и за младите. Млади има кои што инвестираат, не говорам за она родители на деца или дедов и баба што вложуваат на деца, туку млади, например, 17-18 години, има таков тренд? Прво, ние пробуваме да привлечеме млади луѓе кои ќе бидат во нашите продажни тимови. Борба водиме да дојдеме до што поголем број на млади, даваме навистина посебни услови за младите, да ја развиваат кај нас кариерата, за да преку тие млади луѓе дојдеме до што повеќе млади луѓе кои ќе вложуваат. Бидејќи младиот на млад полесно некако допира до него. Сега има? Кој е најмладиот? Имаме. Најмладиот соработник ни се неколку студенти во моментот на економски факултет кои веќе ја препознаа шансата и ќе бидат заедно со нас и верувам дека веќе наоѓаат некои инвеститори на меѓу нивните соученици или со студенти. Може секој да наоѓа инвеститори, можеме ја да наоѓаме инвеститори? Не, кај нас може да наоѓаат само инвестициските агенти, а за да бидете инвестициски агент треба да добиете лиценца од Комисијата за хартија од вредност и треба претходно да исполните. Сепак ќе си останам на ова што го работам. Многу ми е драго што бевте дел од бизнис класа,
затоа што споделивте многу информации, затоа што разбивме неколку митови и затоа што јавност има можност да види како еден човек кој што млад господин со само 29 години стигнувал до ова каде што е и веројатно само небото ви е граница до каде ќе одите. Што е она што ви е поставено како лимит? Почнуваме 2 нови големи проекти за кои ќе чуе нашата јавност во текот на 2026. Фокус ни е развој на австрискиот пазар, развој на српскиот пазар, каде што чувствуваме дека има уште поголем потенцијал. На македонскиот пазар спремаме неколку исто така интересни ситуации во делот на инвестицијски фондови. Почнуваме се сериозно доградување на нашиот бренд и мислам дека имаме уште многу што да кажеме во однос на нашиот раст, во однос на она што можеме да го направиме за нашите инвеститори. Да растете и понатаму, да видите неголема компанија, неуспешна компанија и драго ни е што сте македонска компанија која што ви извезува и финансиски услуги. Петар Андреевски во бизнис класа. Благодарам. Мишко, благодарам, задоволството беше мое, навистина прекрасно се чувствував. Петар Андреевски, првиот човек на ВФЛП или ВФП фонд Македонија, гостин во бизнис класа, копродукција на Dainer со продукција 10. Вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте, бидете со нас за 7 дена. Не заборавете да кликнете лайк и сабскрайб на YouTube каналот Мишко Иванов. Довидување.